овде ќе се спротистават два сосема различни концепти. Еден концепт на многу работа, труд, и еден концепт кој што сака да не работи, а да стане труд. Отприлика така делува овдека состојбата во Битола. Денеска тој ни зборува за проекти, а од другата страна нашиот политички противник и би рекол оној кој што ќе биде поразен најпрви на 17 октомври зборува дека имал многу пари и ќе ги купил изборите. Отприлика така делува битката на овие два концепти. Но јас лично сум убеден дека најпрви на 17 октомври ќе доживеат едно огромно разочарување и дебакал овде во Битола, бидејќи битолчани нема да дозволат Битола да биде реплика на Струмица. Затоа што Битола е конзулски град, и заслужува луѓе кои што така и се чувствуваат. А кандидатите на фамилијата на власт можат да гледаат и да учат после 17-ти како се гради Битола и како се работи Битола и како се сака Битола, а преку Битола како се сака Македонија. Затоа јас сум уведен во една огромна голема победа на Тони одека во Битола, а со тоа и огромна победа низ цела Македонија. Убеден сум во политички пресврт во Македонија после 17 октомври, а јас ви ветувам дека идната влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе има посебен фокус на Битола во насока на враќање на сеајот на градот онаков како што го заслужува и како што го заслужуваат битолчани. Ви имате мојот збор. Јас нема да должам со премногу зборови за нашиот политички противник. Мислам дека тие со нивното однесување самите доволно кажуваат, не треба ние што да зборуваме. Единствено нешто што можам да порачам денеска, јас ќе останам цел ден овдека во Битола, ќе имаме можности да поминеме неколку мала од врата до врата, да поразговараме директно очи во очи, лице во лице со битолчани, но на што сакам да го порачаме фактот дека премногу долго време некако битолчани се разочарани од ова политичко мочуриште кој што ни се случува не само би рекол тука во Битола, туку и низ Македонија. Јас знам дека има и многу тројански проекти кои што ќе се појават на овие избори и кои што ќе се обидат да му помогнат на овој кој што тера кампања, кажувајќи дека имал многу пари, а не кажува нити проекти, нити пак визија, нити стратегија што ќе направи за Битола. Сакам да им порачам на битолчани. 17 октомври е денот кога се бориме и ќе се избориме за Битола, но борејќи се за Битола се борите и за Македонија. Имајте го ова во предвид. И јас ве повикувам на масовна излезеност, уште рано наутро, масовно да излеземе, затоа што тивкото мнозинство кое што има што да каже, а за жал никој денеска не го прашува, на овие избори, јас сум убеден дека ќе биде гласно и ќе го заокружи бројот 7 за идниот градоначелник на Битола и за идната победничка листа предводена од ВМРО-ДПМН, листата на коалицијата за обнова на Македонија. Тие нека продолжат да се фалат со бизнисите и парите и тоа дека ќе го направеле Битола реплика на Струмица, а ние ќе продолжиме да работиме за Битола, за битолчани и за Македонија. Тоа е мојата порака, да работиме за Битола и за Македонија.